Еве Добро сме те најдов. 6 месеци од нашето последно снимање и имаме цела маса успеси овдека, постигнувања во изминатиот период што ги имаш остварено. Дозволи прво да ти честитам Благодарам. на све што имаш остварено и да пробаме да видиме како се случи целото ова. Така, од минатиот пат кога бев тука, имав уште неколку турнири до сега. Ете медал од него донесов од Белградски победник, го заборавив. После тоа имавме турнир светското првенство. Пред светското првенство имав АДТЦ турнир во борби без кимоно BJJ. Па МФЦ, ММА борба имав и сега последново ми европското првенство. На почетокот дозволи да не заборавам како минатиот пат ме искара. Имаш пакет од нашиот партнер Бучан МК, специјализирани чорапи за тренинг. Фала. Ти си спортист, тебе ќе ти требаат. Твоите почетоци, тоест твојот почеток на сите овие остварувања, ме некако ми е многу симптоматичен еден ден во септември кај тебе на социјални медиуми може да видам објава дека имаш добиено кафеав појас, дека си стигнала кафеав појас. Така. Можеш ли да ми кажеш што е потребно за да добиеш кафеав појас? Така, во бразилска џиу-џица се добиваат појасите малце поспоро од другите боречки вештини. На секој појас добиваме 4 ленти, а една лента се добива од 6 до 9 месеци. Кај децата имаме едни појаси, кај возрастните други. Односно, ако почнеме на порана возраст, почнуваме со бел појас, сив појас, жолт, портокалов, зелен, после тоа иде плав. А кај возрастните почнува од плав појас. До кафеавиот појас веќе тренирам скоро 12-13 години и ете, лани се погоди татко ми да одлучи да ми го даде кафеавиот појас. После толку време тренирање, па се надевам за некој си што знам, 2 години може и ќе стасам до црн. Колку е нешто што ме интересува затоа што сега гледам дека многу појаси се делат во многу школи на многу страни. И сега човек се прашува која е тежината на појасот. Значи колку е тој појас поддржан со квалитет. Так. И она што денеска ти не го направи, не ми го донесе појасот. Ми го заборави појасот, но ќе беше многу добар пример да покажеме дека тој појас тежи, дека вреди, дека овие сите медали се резултат на таа работа. Тој појас е признание на целиот труд и вештина која што ја поседуваш во овој момент. Така да може слободно да кажеме, не правиме маркетинг, туку може слободно да кажеме дека појасите во The Strongest тежат медали. Ти практично го докажуваш тоа. И ајде да видиме сега сите овие медали како се остварени, на каков начин и што се случуваше. Значи прво и тој медал го заборави од Белградски победник, но ајде да кажеме да го немаме тој медал, но кажи ми како течеше процесот и надпреварувањето. Така, веднаш штом се вратив од одмор, татко ми и Стефан ме пречека. Имаме следен турнир у Белград, ќе одиме. Чекајте, луѓе, не сум спремна. Чекај, само што дојдов од одмор, ми треба време, тренинзи, малце да се припремам. Супер си, топ си, спремна си, идеме. И имав некој си, што знам, 2 недели може за спремање, ама ништо посебно и требаше да се борам во категорија до 48 килограми во јуниори до 18 години. Во таа категорија немаш удари во глава, имаш едно девојче, мислам дека од Романија, не се сеќавам. И доаѓаме на денот на турнирот и не викаат, нема, вика, не дојде девојчево, нема каде да ставиме. И татко ми вика, кој има други девојчиња? Има, вика, у сениори во 57 кила. И сега се гледаме вака, не знам, пак немам искуства некоја и викам, ајде, што ќе пробаме. И татко ми така несигурно, ајде, вика, оди пробај. И имав 3 девојчиња во категорија, кои што се доста поискусни од мене. Првата борба се паднав со девојче исто така од Ахилеј, доста квалитетна школа во Србија. И борбата ја победи во втора рунда. Ја освоив и горе стендап и на жица и ја фрлив, ја бутнав, дојдов во доминантна позиција и на крај со чоук ја завршив борбата и татко ми беше зачутен. Чека, ова потешка е како? И окей, му се направи некоја, што знам, мерак му се направи и вечерта требаше да се борам со
репрезентативката на Србија која што се бореше сега на светското првенство и остави второ место. Таа исто така до сега се натпреваруваше во 62 килограми и симна во категорија до 57, ама сепак јас бев некој си, што знам, 49-50 кила, имавме доста разлика и бев несигурна бидејќи не знам, BJJ е една работа, доле кога ќе дојде борбата ќе се извадиш со техника, ама ММА е сосема поразлично, кај што еден удар може се да смени. Прво надпреварување ти беше во ММА во Белград тогаш? Па имав претходно уште едно во гости врка што се надпреварував, ама Али нивото, да кажеме, толку високо Да, ниво прв пат влегуваш таму. Да, прв пат. И само таа борба ми беше од европското и немав искуство и финалната борба се борев со девојчето од Србија и ја победи во прва рунда зафат на нога и татко ми Стефан која рипна од радост, зашто не очекувам, мислеа дека ќе има многу подолга и потешка борба. Ма после тоа некако се направи мирак на татко ми почна имаме ваму, идеме таму на турнири, наму и следен турнир ни беше АДЦЦ во Србија, односно Јужноевропско првенство. Таму се боре во категорија до 18 години до 50 килограми и над 18 години до 55 килограми. Ова се случува се на временски период од недела и пол, да кажеме. Па така не, да. Значи, Со мал размах имаше помеѓу. Се ова се случува многу брзо, значи турнири како ги поседуваш, немаш многу време за пауза, значи буквално распоредот ти е исполнет од турнир на турнир со недела и пол, две максимум пауза. Што се случува во Белград? Се напреваруваш во две категории? Белград се напреварувам до 18 години 50 килограми. Ја завршив борбата на поени и вечерта имав борба со едно девојче од Грција, кое што си има исто надпреварувано ММА. Има доста искуство таму и беше како супер она warm-up за светското првенство, бидејќи недела после тоа одиме за Ташкент. И како тест на некој начин. Борбата исто така ја завршив на нибар, на западна нога. Веднаш како ни завршува турнирот, се пакуваме, идеме на аеродром, утре дента летаме за Ташкент. Од Ташкент имавме светско. Значи, да видиме што е резултатот, значи од прво, значи ова е резултатот од Белград, така, значи. Да. Ева. Ова е тоа што го освои во еден ден, практично. Да. Одиме понатаму. Стигаме во Ташкент, ние веќе 2 недели не сме дома дојдени и ни треба време да се навикнеме на клима, на времето. Таму не е сепак исто, со патување, колку патувавме, 6 сати и не можеме се навикнеме и првите неколку дена сме како зомбиња, онака идеме гледаме борби, ама ни паѓа енергијата. И после тоа кога се прилагодивме малце, имав борба во четвртфиналето против репрезентативката на Индија. Ја победив борбата во втората рунда со зафатна рака. И полуфиналната борба се борев со шампионката што зема прво место на светското првенство. Се боревме 3 рунди, првата рунда ја освои, втората бевме негде изедначени и третата рунда како паднавме доле, на раката ми остана, некако дали од возбуда и како можам да победам и што. Ми ја фати раката, ми направи зафат, заврши борбата. Мислиш дека твоја грешка беше? Апсолутно, да. Мислам дека ако имав подобра стратегија за борбата, можев да ја победам. Ама едноставно искуството си го прави своето, бидејќи таа е многу поискусна од мене, колку што тренирам ја бразилска џуџица, и како што имам искуство таму, така она има во ММА. И за јас со една година кога ќе отидам, пак не е тоа, немам уште осе што се вика она. Добро, да, но стендап и граплинг играта, да кажеме, граплинг е нешто Исто и таа е кафеав појас како мене. И сега, кога ќе дојде тај момент, например, BJJ е една работа, ама BJJ за ММА е сосема поразлично. И сега у тој дел она подобра нормално. И ја победи таа борбата. Финалната борба се бореше сега што се направила финалната борба со Анастасија Хородивска, се бореше со американката која го освои првото место на светско. Таму освои трето место во Ташкент и после колку имаше 2 недели, следен турнир ни следува МФЦ во Црна Гора. Да, ајде да се држиме малку на Ташкент, затоа што во таа меѓународна ММА федерација, да кажеме, светското и европското, претпоставам дека светското првенство е повеќе тежи, поголема вредност има на некој начин. Да. Кажи ми за Ташкент повеќе. Кажи ми за Узбекистан. Видов дека си посетува некои места, си видела каква е боречката култура, да кажеме таму. Колку они имаат борци, колку имаат таква некоја историја на ММА. Така, па
Узбекистан доста се познати по џудото, тоа имам гледано дека има доста шампиони во џудо. А, се фокусирани повеќе на боричките вештини, имаше доста надпреварувачи дека се домакини нормално, имаше во секоја категорија по двајца најмалку, има доста шампиони што има своја прво место на светското првенство, така да има добра школа на некој начин. Со тоа што се прошетавме, што го видовме, ние очекувавме друга слика да видиме, но едноставно се изненадивме од како изгледа Ташкент и се околу. Турнирот беше одличен, може и подобро нормално. Салата да. беше неверојатна. Значи јас Да. колку ја видов салата во какво место се одржува тоа е малтене подобри услови од прост цената. Значи тоа се буквално ние големите арени што ги Така. гледаме на телевизија. Преполна беше арената со публика, многу интересно отварање имаше. Ептан убаво искуство, истото така тоа видео што го снимав од отварањето го поставив и на YouTube кај мене на мало влогче што направив. Да, тоа ќе може секој да си го погледне, ќе го споделиме каналот на The Strongest. Во еден таков амбиент, предпоставам дека тоа е прв пат кај што се наоѓаш во толкава сала и пред толку многу публика. Како е да се надпреваруваш? Значи, не дека тебе не ти е познато што значи публика и притисок, но тоа е предпоставам дека сосема друг сетап. Да, доста поразлично и затоа првата борба бев малце така како изгубена на моменти, зашто пак тој терет, тремата, сека сте гледаат сите и сите очекуваат нешто од тебе поголем. И втората борба бев малку полабава, ама се приметува уште на првата борба дека сум малце така, дека тремата ме надвладува. И ти не си навикната да губиш. Колку и да е тоа звучи, не знам како и да звучи лошо, но ти си навикната на злато во се што се надпреварувала до сега. И колку е еден таков пораз, да кажеме, корисен за тебе во моментов? Колку е еден така реалити чек те соочува со некои слабости во твојата игра? Како да кажам, не дека ми беше сеедно, нормално ми беше крива, секој не сака да освои златен медал на светско првенство, ама од друга страна кога видов дека сум тука некаде со шампионот, за една година сум постигнала такво нешто, па и не се разочарав толку едноставно, може викам за една година можам нешто да направам со малку понапорен тренинг ако ги поправиме овие грешки, така да не се разочарав нешто многу, едноставно добив и некоја мотивација за да се посветам повеќе и за да го освоиме европското. Добро. Месец дена после тоа нов турнир. Да, МФЦ во Црна Гора имавме. Случајно му се јавуваат на татко ми, ни треба девојче до 52 килограми. Имаме со репрезентацијата на Ангола, шампионката на Африка, исто се вика Даниела. И може да биде некоја интересна борба. И татко ми вика, сакаш ли да се бориш? Викам, па што знам, ај, викам, стајме, ништо не губиме. И се договоривме да имаме борба, исто аматерски правила, 3 по 3 рунди. Припремите си се, не ни прекинаа припремите, односно од септември како почнавме се до сега, си траа припремите, немаше пауза. И тоа го побива штаткот, значи пошто он имаше во едно интервју негде кажано дека тренираме со помал интензитет затоа што почнаа надпреварите едно друго што. Не, добро се намалува интензитетот пред турнирот на тренинзите, ама пак цел тренажен процес како и да е од почетокот на септември до сега, секој ден сум у сала и тренинзи, спаринзи еден тон. И дојдовме, се измеривме све, имавме и пресконференција со Даниела. И тоа баш зборавме дека е многу интересно и каква случајност двете со исто име да се бориме. Таа е шампионка на Африка и пак имав некаков терет, викам чекај сега, не знам како, различен стил на борба, не сум се борила, гледам дека повеќе стендап работи, тоа добре во стендап. Борбата е многу различна, мислам дека многу поагресивна од тоа до сега. Да. И гледав дека уствари она со еден удар она ги седнува луѓево. И бев као леле, викам ако ме погоди мене што ќе правам? Ајде доле ќе се снајдам. Горе викам и ама како почна борбата, почнавме горе да работиме и онека се олабавив во борбата. Сепак искуството си го прави светот. Немам уште искуство, ама тоа што го имам до сега може, ете, првата рунда ми беше како warm-up. Примили неколку удари кај што онака имаше едни добри два вака да се запрашаш малце, значи што се случува. Имаше два удари тоа добри така малце. Ми ја пореметија сликата. И во првата рунда направив тейкдаун, ја бутнав, тоест имав обид за армбар, ми излезе, потоа ја бутнав и дојдов во маунт,
Ама ми беа затворени рацете и не можев да работам удари, заврши рундата. Почна втора рунда, влегов за тейкдаун, она ми се протна, ми излеза, ја фатив за тело, ја бутнав долу и фатив грб. Она се извлече и на крајот на рундата ја фатив армбар. Ама веќе немаше време, ја има фул фатено, да имаш уште 3 секунди, ќе ја завршев и таму. Ама ништо, се прекина рундата, трета рунда влагаме и трета рунда работевме само стендап. И дури у стендап, уствари, ја ја освоив третата рунда, што дури чудно. Едноставно се олабавив малку да работам и горе. Намерно одлучи во стендап да останеш? Многу интензивна борба и нека немаш кондиција, ама пак се троши силата, цело време си напнет. И сега не ми се прикажа прилика да влезам за нозе, бидејќи многу ќе се истрошам. И горе како работам, гледам дека се повлекува. И после имавме на крајот размена на удари, на 10 секунди пред крај се разлупавме на најако и беше многу интересно. И коментаторите баш што ја коментираа борбата кажаа дека ова можем била една од најинтересните борби до сега. Ја не следам многу, не успевам стварно да следам голем дел од тие аматерски борби, но таа борба ја гледав и тоа е стварно различно од се до сега што сум видел, да кажеме, во твоите настапи. Стварно беше она интересно за гледање, голема размена на удари, преинтересна борба и мило ми е што излезе како победник на крајот, значи да одржиме темпо и со медаливе, значи ова е тоа што го донесе од Ташкент. Бронза, извини вака сега. Што тоа е? Значи, али се враќаме на златото, значи ова е злато од Црна Гора. Да. И се враќаш од Црна Гора и имаш време малце да здивнеш. Па и не толку време. Пак празници, нели, на Нова година, сите опуштени на сарми и кифли. Па добро, тоа е опуштење. Па да, ама пак некако многу брзо ни дојде Европското првенство, бидејќи лани се одржуваше некаде крај на март, почеток на април. И така го планиравме на некој начин да имам повеќе време за пауза, нели са после волку турнири, после тоа пак да си почнам со припреми, ама не испадна така. Како испадна? Како? Па еве многу брзо. Колку пауза имаше, да кажеме? Колку Па време? не, ето околу Нова година една недела само толку. Колку време успеа да излезеш од сала, еве, да кажем? Па не да излезам од сала, ја не сум пропуштила тренинг, ама едноставно така по-лајт работиш на тренинг, не е дека лагаш фул она како кога се спремаш за борба. И немавме многу време. Не очекуваше Европското првенство, се спремавме за таму, ги исправивме грешките од МФЦ што ги правев. Имав доста грешки. Кој беа дел од грешките? Па добро, стендапот не ми е нешто најсејано што го комбинирам. Не ми е проблем BJJ, не ми е проблем посебно стендап, ама склопот на тие две, односно тоа што го прави ММА и уште се прилагодувам. Уште учам техники да ги спојам тие две заедно. И сега кога се мислиш ти горе дека треба да удриш, ќе ти влезе за нозе. Кога ги мислиш нозете ќе те удри горе и никако не си. Затоа е склоп на да створиш некако muscle memory за да можеш да ги искомбинираш тие две, треба тренинг. И ја верувам дека тренерскиот тим твој е многу свесен за тој момент. Да. Гледам дека и ти си доста свесна за тој момент, ама едноставно времето е нешто константна која што е потребна, не може да го скокнеш тоа, значи за некои работи си треба време, како што си стигнала до овдека после години во BJJ, да кажеме. Најверојатно некоја количина на време ќе биде потребна и за тоа да се навикнеш и ако не перформираш добро, ти викам, значи да, овие сите успеси, злата и бронзи, така натаму светски европски првенства се големи успеси, но борбата во МФЦ мене ми остави стварно голем впечаток, затоа што и противникот беше многу поагресивен. Мислам, беше стварно тепање, беше она што сме научени да го гледаме кога некој ќе спомне ММА, значи вистинска ММА борба. Добро, значи јануари имаш малце време да се спремиш. Не, ние константно имавме тренинзи, не дека јас одмарав, ама може и подолг временски период би бил подобро за да подобро се спремиш. Не е лошо и ова, ама јас лично мислам дека може и поише време требаше. И резултатот вика дека доволно било. Ако гледаме по резултатот. Али процесот и самата припрема е, да кажеме, патување само по себе, нешто во кое што верувам дека веќе научи да уживаш. Верувам дека самото појавување во салата, дружење со соборци, со тренери, со колеги, значи верувам дека тоа веќе нешто во кое што уживаш и не го гледаш тоа како тежина, како обврска да тренираш.
Не, тренирањето не, ама еве сега конкретно за европско првенство, Бичеџе на пример тој момент на трема го имам надминато одамна и веќе ми е сеедно, како на тренинг се сеќам на борба, ама ММА ми е уште ново, не ми е така како да кажам уходано уште. И баш тоа се смеевме со татко ми и викам јас вака трема не сум чувствувала кој знае од кога. Дури смешно ни беше, зашто пак стресно некако викам чекај сега, ваму се борев, ова е втора на светско првенство, ваму си има ваму борено. Не знам до кај сум, сепак уште немам она само доварва може уште у техниката, начинот како ќе се борам. Но дали да ја стекнеш на пример таа само доверба, дали природата на спортот е различна, затоа што во Бичеџи да кажеме поспоро се одвива борбата, имаш време да размислиш, да смениш. Ко слушаш тренерот, ќе ти каже напред, ти ќе фатиш, ќе префатиш, ќе се пресвртиш од там. А тука за една секунда дека ти каже тренерот може вака да се смени борбата. Се устендава кога ми рече врати удар, она треба да ме удри па ја да ја вратам, тоа е не е ни секунда. Тоа е многу брзо кај што не можеш да изреагираш за толку краток период и поразлична е борбата. И ризикот е поголем, претпоставувам од повреди. Добро, сите спортови има повреди. Да, некако гледам дека некако сте помирени со тој факт, дека тоа се случува, дека тоа во сите спортови не летаат носови, вилици, заби. Добро е. Такви кршења на колена, на раце, на зглобови, мислам тоа се случува точно на 10.001 можеби. Добро е во зимските спортови, на пример, повеќе има повреди него во речките. Така е. Тие се разбираме. Но тоа е очигледно факт што не те загрижува многу, што е добро, што е предност, претпоставувам, нема зошто мислиш на тоа, мислам ако си во ваков спорт. Да, пострашно е кога ќе влезеш на борба дека ќе изгубиш, него дека рака ќе ти скршат. Барем у мојата глава е тоа така. Затоа што поразот не се залечува. Така. Продолжуваш да се спремаш за европско првенство, нешто што ти е како недовршено патување некое, значи таму имаш како се вика тоа grudge, останато ти е ми тежи некако дека морам да го освојам. Некој товар затоа што освои сребро минатата година и сега нормално е дека ти имаш проблем со други минерали освен злато и сакаш да ја поправиш таа грешка. Фокусот ти е таму, заедно овој пат имаш и собореца. Значи и Марко се надпреварува. Колку беше различно патувањето, затоа што до сега си била сама, да кажеме, сега се појавува и Марко во целата приказна. Многу интересно од другата страна кога ќе стоиш надвор од кафезот. Се бореше Марко неколку дена пред мене во категорија до 18 години и татко ми и Стефан се симна доле му се во корнер, а јас од озгора снимам. И моментот кога ќе снимаш од озгора е многу потежок него да влезеш да се бориш, бидејќи не можеш ништо да измениш, можеш само да гледаш. И стојам со телефонот, нозете ми се тресат, не можам ништо да направам, ги снимам едноставно, ја имам трема, чувствувам, стигна до финалната борба, последната рунда и толку уште поише расте возбудата, леле ќе освои злато, ќе имаме европски шампион. И тоа беше многу интересно искуство, ама многу стресно. И баш кога дојда они горе, кога се качи, ја викам, ја уште се тресам, не можам да се вратам у нормала. И многу интересно. Ново искуство за нас, европски шампион прв пат имаме во ММА. И уште толку ми ствара терет, сега јас морам да освојам злато. Сега мора да имаме 2 златни медали. Како поминуваат деновите, стига полуфиналната, тоест се бореа прво израелката и едно девојче од Франција. Во четвртфиналето. Ти влегуваш директно во полуфинале. Да. И доста жестока борба, размена на удари, многу интересно за гледање и на крај израелката ја фаќа на армбар, французинкава тропа и ние остануваме вака збунети што се случува. Едноставно многу подобар граплинг имаше од французинката. Сега спремаме тактика, утре дента што ќе правиме, како ќе вежбаме, како ќе се спремаме. Бевме на еден тренинг до кај Немања во Нови Сад и таму поработевме неколку техники, он ни сподели неколку совети што да правиме, како да правиме. Колку е тоа корисно да кажеме на толку блиску пред борбата ново знаење, колку имаш време да го имплементираш, да кажеме. Добро, сега не нешто што го немаш увежбано, ама едноставно ти отвори некој нов поглед како опција дека можеш да го направиш. Ти дава сигурност у техниката. Кога ти каже некој друг совет као поискусен од тебе, едноставно ти дава мотив, као дека може да ти успее техниката во борба.
И спремавме прво една тактика за французинката, сега спремаме друга тактика за израелката и се борам во како се паѓаше петокот. Осеќам стрес, онака нормално пред борба. Прва борба се борев јас. Првата рунда ја затворам во клинч, односно имаме размена на удари, кај што погаѓам 2 пуни улаво крос. Татко ми, ајде сега залетај сама, знаеш моментот онака те понесува и си не чекај малце. Почекај, вика нема, вика ти сега си ја погодила, сега се залетуваш, сега работиш. Ама пак е таа несигурност, неискуство. Мислеше дека можеш тоа да ја завршиш? Имаше доста чисти удари. Она ме погоди само еднаш можеби ме погоди, ама имав доста чисти удари, што е необично за мене за стендап. И скратив дистанца, ја затворив на жица, изработив буткање, дојдов во доминантна позиција и заврши првата рунда, втората рунда исто така на жица имав контрола и третата рунда она се обиде да направи фрлање. Како се обиде да направи фрлање, јас дојдов во маунт, односно позиција каде што она е на грб, јас сум и на стомак, изработував доста удари и таму заврши рундата. Имав потполна доминација во трите рунди и ја победив со едногласна одлука на судии. И утре дента, тоест одма после нас, се бореа двете репрезентативки од Украина, каде што победи вице шампионот на свет, Анастасија. И треба да се бориме утре дента во финалната борба. Како што кажав, она има многу повеќе искуство од мене. Си има борено на доста ММФ турнири. Има доста победи и тоа врз доста искусни противнички и не ми беше сеедно, пак не знам што ме очекува. За финалната борба дојде голем тимот кај нас од сала да не поддржат, навиваа у публика, и беше многу интересно. И Интересно ми притисок, значи така не знам. Колку е тоа притисок или колку ти е мотивација да кажам, Па не знам, у тој момент ми беше како оно осеќаш поддршка, дека има некој, дека не си сам у кафезот, дека има некој до тебе што те гледа, што те бодри. Го осеќав повеќе како поддршка, не како притисок. Стефан пред да влезам ми вика, ја имаш оваа нешто си ке играј. Ама пак онака збунета и кога влеговме на борба. Првата рунда имавме размена на удари и добив еден добар удар, кај што ме врати малку у реалност, викам крати дистанца. Скратив дистанца, после тоа она влезе за буткање, ама како влезе за буткање, мене ми се намести и едноставно тоа махинално ми дојде да ја затворам у триаголник. И изработив неколку удари и едноставно осеќам лабава. Нема отпор и судијава одма прекинува борбата и викам што се случува. Татко ми Стефан се спунети буквално, не знам што се дешава. Гледаме на снимката, она паѓа у несвест и се обовуваат рацете и паѓа гумата за забија, тоа јас не го гледам. Судијата го приметил и среќа на време го приметил. И ете, рипам одеднаш, татко ми збунет ме гледа. Ти си ја убијала тоа. Ја без да знаеш, на некиња погрешка. И едноставно јас збуната гледам прекинува судијава, ама јас мислев заради ударите и на почетокот не знаев дали направив джок или од ударот паднала. Не можев уште да дешифрирам, ама после кога гледавме борбата, ствари јас кога паднав, раката ми останува заглавена помеѓу зафатот. Ете, не намерно, не треба да биде таков зафатот, ама дома со татко ми викаме чекај да пробам техника, и на тепих пробуваме. Ај направи фатиме вака. Ствари испаѓа дека многу е подцврст зафатот така. Ете, намерно што ми останала раката унатре, подцврст го направила зафатот и гушењето. Нова техника откри. Интересно, не знам. Тоа е кога ќе навлезеш веќе толку длабоко во граплингот, најверојатно ти доаѓаат тие моменти после тоа да почнеш да иновираш. Ја поише се заглавив, ја мислам викам сега сум заглавена, не можам да изработам удари, ама ете, гушењето. Уште една победа, уште една злато, значи се враќаме, ја поправаш грешката од лани, Да. се враќаме на златната жица претходна која што имаш веќе воспоставено, све во ред и зошто е овој медал толку поразличен од сите? Зошто за најмногу врева се крена околу ова достигнување? Значи, ти си имала успеси, да кажеме, низ годините назад, тоа се многу медали од сите бои, најмногу златни, но овој медал кога се освои, тоа мислам дека експлодираше кај нас. Па добро, имаме уште млад спорт, а и доста познат. Еве кај нас доста луѓе го пратат, интересен е за гледање, луѓе го разбираат за разлика од BJJ што не го разбираат толку.
Сите гледаат UFC, на сите им е интересно и едноставно ете луѓето виделе вајда дека и кај нас го има, дека може да се постигне некаков успех да се направи и може заради тоа. Сега си моментално рангирана трета во светот. Така. А единствени две пред тебе се Абигейл Алварес и Жана Да. Коскинова, ако не се лажам, од Казахстан. Да. Со тоа што Абигейл е пред тебе со 12 поени. Така, па таа е надпреварувачката што стои прво место во моја категорија на светското првенство. Значи светското да беше поинаков резултат на Да. светското, ти ќе беше втора фактички Така. сега. Дани од тој некој скор што го имаш вкупно, да кажеме, како борец до сега, може да се види, постои Смутком веб страна која што Така. ги сумира твоите победи, не знам ова дали се вкупно твои надпревари во... Не, па добро, овие се надпреварите што се спроведени на Смуткомп. Имаме други надпревари кои што се под Ејџип. Имаме од порано што сме се надпреварувале кај што било на лист хартија кај што немало Смуткомп. И тоа се некој дел само ете од победите. Дел, еве, да кажеме, Смуткоп има направено некоја селекција во која што имаш ти 25 победи, 18 од нив се Запад. со Зафат. Да. Тоа веќе мислам дека те карактеризира као граплер, да кажеме, како ќе му дојде. Твојата граунд игра дека е многу изразена и дека, не знам, тренерите може да бидат посебни горди на тој дел што ги имаш сработено. И следен чекор од она што јас разбрав е дека веќе погледите ти се вртат кон про сцената. Па, Затоа што кога ќе го достигнеш аматерот кога ќе го достигнеш врвот во аматерските, да, борби тоа е некако следен природно му доаѓа. Да. Па на крајот на година имаме светско првенство во ноември, се уште не се знае каде ќе биде. Желбам ја да го освојам светското, па понатаму да видиме како ќе идеме, ако е се во ред, би требало следната година да се надпреварувам во П. Ако ја слушам историјата што ни кажува, како ти ги коригираш грешките, би требало да оди се по план. Би требало. Како беше она, не пишувам поезија. Пишувам историја. Ете. Океј, иако е далеко можеби, иако е следен чекор, значи влегување во про сцена, претпоставувам дека многу ја менува играта. Да. Комплетната игра и во кафезот и надвор од кафезот. Имаш ли отприлика представа, да кажеме, што се случува во тој свет? Па аматерските и профи борбите се разликуваат доста, бидејќи имаме други техники кои што се на некој начин забранети во аматерските борби, удари со лакти, со колена, имаме пократки ракавици, нели сите ги знаеме на UFC борбите како се кратки ракавиците, додека тука се поголеми за да се избегнат повреди, имаме штитници на нозе, кај што во профи борбите ги нема. Едноставно направени се правилата во аматерските борби за да нема повреди, за да биде некако по-сейф борбата. Додека пак во про е сосема различно, и играта, и начинот на борба, и тактиката е доста поразличен, бидејќи им треба да ги научиш новите техники што се дозволени, треба да знаеш да се браниш од истите и како да се протиставиш на противникот. Има различен квалитет на борци, кои што се поискусни, ете. Ќе видиме следна сезона како ќе се одвива тоа. Која е најголема илузија според тебе што имаат луѓето поврзана со ММА? Значи голем дел од коментарите јас што ги слушаме дека лесни противници ти се паѓале до сега и практично за тоа си толку успешно. Тоа е една од, да кажеме. Па добро, може да ти се падне еден турнир лесен противник, ама сите турнири не може да ти бидат лесни противниците. Сепак има ранглиста некој каде што тие се најуспешните во светот и нема поуспешни од нив. И ти кога ги совладаш нив, ти си прв на ранглистата, нема, значи ти си најдобар. Нема тоа искусни, да, има некои помалку искусни, ама сега збориме за европско првенство каде што се собрани најдобрите репрезентативки од Европа. Прво место што имале на националните првенства, на интернационални првенства и дошле да се борат на европско првенство. На кремата од Европа, така да нема лесни противници. Не, апсолутно, и мислам по самите борби кога човек ги гледа борбите, значи најверојатно луѓето голем дел од тие што коментираат и не знам дали ги гледаат воопште борбите, туку така се дофрла само како што е редот кај нас, но
од самите борби може да се види дека стварно се работи за квалитетни, веќе квалитетни надпреварувања кај што бараат сериозен квалитет и посветеност. Нешто што пробувам од кај тебе да откривам како е возможно, значи толку време у сала поминуваш. Значи ти стварно поминуваш огромен дел од денот во сала. Да. Наутре имам тренинзи и навечер имам по 2 тренинга. Јас сум цело време у сала, можам и кревет да си наместам таму, да не идам дома. Едноставно, ете, тоа ми е приоритет у животот, тоа ми е интересно, ми исполнува и го правам тоа што го сакам. Не го сеќам како терет, како врска дека морам да го направам, едноставно го правам зашто го сакам. Не го сеќам како обврска, не знам. Кажи ми, ми интересира уште една работа. Каква е како ти ги перцепираш тренерскиот тим, да кажеме, во целата оваа ситуација? Значи од твоја страна, јас знам они дека знам што се случува кај нив, но која е твојата перцепција? Колку ти можеш да приметиш промена у нивното расположение после вакви успеси? Па доста интересно, работиме сите заедно збориме кога има некој проблем во играта, каде треба да се исправи, на кој момент треба да се поработи, свесни сме за грешките и го гледаме успехот, нама се уште идеме понатаму, нели? Нема тука застанување, сега сме освоиле доста. Се надоградуваме, градиме повеќе искуство и сите заедно како колектив работиме. Затоа има и успех. Колку е успесите што ги постигнуваш моментално, колку влијаат на останатите членови во клубот? На сите им е мерак нормално кога ќе видат дека некој од неговиот клуб направил некаков успех, затоа што им дава мотивација дека и тие може да постигнат, дека се во сигурни раце, во добра школа и може да направат некаков успех. Апсолутно, значи пак ќе речам за мене, многу е симптоматично што пред све ова да се случи, пред овој куп медали да се најде тука, ти добиваш кафеав појас. За мене многу пластично осликува тежината на кафеавиот појас во The Strongest моментално. Иако сака човек да стане успешен во боречки спортови, претпоставам дека тоа е еден од најдобрите и најбрзите и најлесните начини да го оствари без да лута многу во светот на боречките вештини, кој што знаеме, нели е млад, допрва се гради, има голем број на продуцици, дури и за тебе. Ја верувам дека си ти многу скромна во своите настапи, не кажуваш голем дел од тешкотиите со кои што се соочуваш, за кои што верувам дека се соочуваш, не може да е тоа толку интересно, цело време да е интересно, цело време да е нормално е тоа. Значи, да, но луѓето не го гледаат тоа. Значи, изгледа премногу лесно, сакам да ти кажам од страна. Да. За да изгледа толку лесно од страна, годините поминати во сала, тоа се години поминати во сала за да направиш да изгледа се ова како на филм. Да, затоа после има лесни биле противниците. И после лесни биле противниците, лесни биле борбите, аматерски биле, не биле квалитетни и така натаму. А никој не ја гледа многу годишната макотрпна работа која што имаш. Да, сите ја гледаат крупната слика и тоа е проблем. Имаш ли уште нешто да кажеме надвор од боречки спортови што ти се случува моментално? Слушам за кола дека ти почнува да возиш. Нека се пазат тие што не, да, сега положив пред некој месец, уште се навикнувам, уште ми е тоа нов терен за мене. Уште се учам на некој начин, со татко ми се караме. Колку е добар, колку е различен од сала во кола како тренер? Исто се караме. Исто како на тренинг. Ама добро, ми треба и таму искуство за да се уходам на некој начин. Да ми се... Добро. Се случува ли нешто друго да кажем? Па моментално ништо. Само тренингот. Значи фокусот ти е дан максимално на тренинг. Да, само тренинг и ништо друго. И школа сега дека треба тестови, испрашувања, матура. И малце ми вака. Оваа година треба да матурираш. Да. И сега све ми е на куп со време. Супер. Многу обврски одеднаш. Па добро, во периодов што следи, мислам дека немаш некој големо надпреварување, ќе можеш да даеш моцен фокус. Претпоставам дека и намерно до негде може да се го направиле, пошто ако ве остави човек, вас ќе си најдете турнири на секој недела ден. Добро, Дани, фала ти за денеска и те очекувам повторно со еден куп медали. Фала на поканата и се гледаме во следен подкаст.